Моето патешествие низ Македонија ете ме донесе во незиниот југозападен дел, во регионот Преспа. Дојдов во регионот Преспа поодблизу, како што се вели, да се запознаам со незиното минато, сегашност и, ако може така да речам, незината иднина. Наминав да прошетам низ незиното време и простор, наминав да го видам едно од многуте совршени нешта што ги создал Господ, од неговите солзи радосници, од неговите поројни капки солзи кои паднале и се стркалале во дел до ова парче земја и врз народот кој со векови живее на ова парче земја кој се вика Македонија, а себе си се нарекува македонски, да се восхитувам од убавината на состојаното дело на Создателот, од чии негови две капки пророднати солзи радосници, кои капнале од неговите очи и се стркалале од двете страни на Галичица, создавајќи две езерски и планински очи во Македонија, Охрид и Преспа. Моето патување низ Божиот и земјен рај, Преспа, низ незиното време и простор, низ незиното минато, сегашност и иднина, низ овој Божи и земјен рај кој го создал Господ, а овој Божи и земјен рај барем за миг ќе можете да уживате и вие, драги мои, низ оваа репортажа, не ќе можев да ја доловам ако ова мое ново патешествие во овој крај не беше срдечно поддржано од страна на единицата на локалната самоуправа, општина Ресен, од Ресен, предводена од незиниот градоначалник Ѓоко Стрезовски, а се разбира и од Миле Кочовски, капетан на езерскиот брод Еко Мониторинг Преспавско езеро, Борче Лазаровски, Горан Стојановски и Тони Џепешковски, членови на тимот ренџери од Ресен, чиј тим е во состав на паркот на природата Езерани од Ресен. Откако завршивме со предпојдовните подготовки низ регионот Преспа, пред да ги направиме првите аудио и визуелни кадри од новиот документарен патописен серијал за регионот Преспа, моите домајкини, а воедно и водичи низ Преспа, ренџерите од Преспа ме замолија тие да бидат кумови, односно да му дадат име на овој документарен патописен серијал. Нивниот предлог, документарниот патописен серијал да носи наслов Преспа, Божји крај и земјен рај, со задоволство го прифатив. Како што напомнав, откако завршивме со предпојдовните подготовки, тргнавме низ регионот Преспа. Да бидам искрен пред себе, а и пред вас, драги мои, малку и мене ми беше чуден стартот на патувањето низ овој регион. Може би и вие се запрашувате во што е невообичаеното во стартот на патувањето низ Преспа. Невообичаеното беше повториот, така да го наречам, предлог на моите домајкини, ренџерите од Преспа, првите аудио, визуелни кадри за Божиот крај и земјен рај Преспа, да ги започнеме не по езерските преспански води, туку од македонската горостасна убавица Галичица, од низината највисока кота врвот Магаро, на околу 2000 метри надморска височина, од каде што навистина човек ќе се восхити од Божиот крај и земјен рај Преспа, од незиното време и простор, од незиното минато, сегашност и иднина, ќе се восхити од овој Божи и земјен рај кој го создал Господ, каде што за ова парче земја легендата вели дека Всевишниот Бог, барајќи си место за починка и одмор, барајќи си место за преспив во својата земја, наоѓајќи го тоа место токму тука и сам му дал име Преспа, кој со големо задоволство го прифатив.
Навистина, драги мои, моите ренџери беа во право. Да се најдеш некаде на над 2000 метри надморска височина, на врвот Магаро, на Галичица, и оттаде да ја гледаш преспа на дланка, да го видиш тој навистина Божи рај, кој Господ го создал, треба да си овде, тука, во ова парче земја на Македонија, да се доживее, да се види. Драги мои, преку објективот на нашата камера, ве препуштам, уживајте бар ми малку вие. Додека со мојот поглед го опратев хоризонтот кој ме окружуваше, додека со мојот поглед ја разгледував колоритната убавина која природата му ја дарила на овој регион, моите сознанија за преспа преку моите мисли, заедно со колоритната убавина која му ја дарила природата на овој крај, како на филмска лента или како на аудио лента, во една целина непрекинато се составуваа, верувајте ми, без никаква монтажа, се вклопуваше онака природно, онака како што со векови постои овој рај. А тоа нешто природно ќе се обидам, драги мои, преку неколкуте патописни документарни записи и вам да ви доловам преку овој документарен патописен серијал Преспа, земјен крај и Божи рај. Преспа е историска географска област разделена помеѓу Македонија, Грција и Албанија. Таа представува голема котлина во чиј центар се сместени двете езера, големото и малото. Од северната страна регионот Преспа е заграден од планината Бигла, со истомениот врв Бигла, кој се извива на околу 2000 метри надморска височина, од запад од Галичица со врвот Магаро, со околу 2300 метри надморска височина, од југ од Сува гора и врвот Горбеч со околу 1800 метри висина, и од исток од планината Баба со врвот Пелистер, кој во небесните синила се извива на околу 2600 метри надморска височина. Северната страна на областа лежи во Република Македонија и се нарекува Горна Преспа и го опфаќа поголемиот дел од територијата на општина Ресен. Јужната долна Преспа е разделена на Мала Преспа, на чија територија се наоѓа општина Пустец, и Голема Преспа, на чија територија се наоѓа општина Преспа и јужниот дел на општина Ресен со селата Долно Дупени, Наколец, Брајкино, Љубојно, Штрбово, Крани, Сливница, Претор, Курбиново, Асамати, Рајчица и Грнчари. Самата котлина неприродно е поделена помеѓу три држави, чија поголема територија и припаѓа на Македонија, а останатиот дел на Грција и Албанија. Во котлината се наоѓаат две езера, големото Преспанско езеро и малото Преспанско езеро. Во водите на големото Преспанско езеро се наоѓа тромеѓето на граничната линија помеѓу Македонија, Грција и Албанија. Регионот Преспа од памтивека има важна геостратешка положба. Низ овој регион поминувал познатиот пат Вија Игнација. Покрај него биле изградени неколку населби и попатни станици. Една од попатните станици била и попатната станица Скиринтанија, на чие место подоцна израснала населбата Ресен. Покрај самото Преспанско езеро поминувале и патот Вија Епирица, Епирскиот пат и Костурскиот пат. Во 6 век овој регион е населен од племенскиот сојуз на брсјаците и берзитите,
во 10 и 11 век, за време на владењето на македонскиот цар Самоил, Гаврил Радомир и Јован Владислав, се спомнува покрај Преспанското езеро и градот Преспа, престолнината на првата македонска средновековна држава. Овде е основана првата средновековна македонска држава под водство на синовите на кнезот Никола, четворицата Комитополи, Давид, Арон, Моисе и Самоил, кој бил успешен владетел со Македонија, а во 976 година бил устоличен за цар, чие македонско царство се протегало од Македонија и цела Бугарија на исток, Тесалија, Епир, Албанија на запад, до Дуклја, Рашка, Срем и Босна на север. Со Македонија владеел 38 години, од 976 до 1014 година. Во 1018 година, византискиот император Василий II во непосредна близина на денешното село Евла ја изградил тврдината Василида во пазовите на Петринската планина и тврдината Константитон покрај западниот дел на Преспанското езеро во населбата Сирхан. За момент, ако можам така да речам, додека престојував во овие земја рај на Галичица, заедно со моите домајќини ренџерите од Ресен, на шега ми велеа: направи некој кадар и за Галичица, кажи збор два и за неа, од овде, од Магаро, започнуваат и завршуваат сите приказни за овој крај, на шега додаваа. Додека ги одбидувавме, речи си последните 100 метри од 1000 метри од врвот Магаро. Националниот парк Галичица особено се истакнува по големото флористичко богатство. Тука допираат арелиите на голем број видови растенија, представници на различни флорни елементи, од кои што некои овде ја достигнуваат северната, односно јужната граница на своето распространување, или пак источната или западната граница. Наоѓалиштата за некои од растителните видови на Галичица се единствени за територијата на Република Македонија. На територијата на паркот се застапени 37 растителни заедници, од кои 20 се шумски. Галичица представува класично наоѓалиште за 20 видови висши растенија, од кои што 12 видови се познати само за планината Галичица и за крајбрежието на Охридското и Преспанското езеро и представуваат локални ендеми. До сега се евидентирани преку 1000 растителни видови, од кои 176 од дрвенештата флора, што представува 59% од македонските автохтони дрвни видови. Од посебно значење за заштита е присуството на голем број реликти, за кои Галичица во минатото често представувала место каде наоѓале за солниште пред налетот на ледените периоди. Од нив најзначени се оние кои потекнуваат од плиоценот и успеале да ги преживеат 4 ледени периоди на плисцетонот. За разлика од флората, фауната во националниот парк многу малку е проучувана. Ова особено се однесува на безрбетниците, чиј број е сигурно многу голем и кој е карактеристичен за оваа планина, која со своите особености условува појава на висок биодиверзитет. За разлика од безрбетниците, рбетниците се евидентирани и делумно проучени. Во националниот парк застапени се 171 вид на рбетници без риби, од кои 10 водоземци, 18 влекачи, 124 птици и 19 цицачи. За одбележување е присуството на дивата коза, рисот и мечката од цицачите, кои се реткост во останатите делови на Европа, и големиот и малиот корморан и пеликанот од птиците,
кои природно го населуваат Преспанското езеро и островот Голем град. Од фауната на подрачјето на Националниот парк Галичица регистрирани се 26 едемични видови. Посебно е интересна бројноста на пеперутките, 1644 видови, што представува огромна концентрација за толку мал простор. Според бројната застапеност на 30 видови водоземци и влечуги, Националниот парк Галичица е приближно на исто ниво каква што е застапеноста на херпетофауната на целата територија кај некои од средноевропските земји, меѓу кои Германија, Швајцарија, Австрија. Класата птици на Галичица е застапена со 266 видови, што представува 84% од вкупната македонска орнитофауна, додека пак бројноста на цицачите, 51 вид, представува 62% од вкупната фауна на цицачи во Македонија. Во паркот има бројни споменици со големо историско и уметничко значење, кои се една од силните причини за посета на паркот. Како составен дел на географскиот простор, културното наследство е слика за времето во кое е создавано. Спомениците на културата во паркот покрај бројноста се карактеризираат и со голема разбавидност, па затоа се делат на неколку групи: археолошки локалитети, цркви, манастери, пештерни цркви и споменици. Еден од спомениците во паркот, кој по своето значење спаѓа меѓу позначајните од ваков вид не само во рамките на паркот и во регионот, туку и пошироко, а истовремено е строго заштитено подрачје, е островот Голем град. Додека престојував во овој земја рај на Галичица, навистина невиден рај и убавина која ја создала овде природата, колоритната убавина, моите ренџери на шега ми велеа: е сега одовде, од Магаро, од памтивека започнувале и завршувале сите приказни за овој крај. Ние веќе започнавме со една од многуте што ќе следуваат. Е сега одовде, приказната за Преспа ќе продолжиме долу пловејќи низ езерските води. Упатувајќи се во правец на Преспанската котлина, во правец на Преспанското езеро, во правец на регионот Преспа, пред да запловиме по езерските преспански води, патот не донесе и во градот Ресен, административниот центар на Преспа, градот Ресен. Застанавме малку, што се вели, да здигниме. Моите ренџери ми велеа: ако не застанеш во Ресен, ако не влезеш во Ресен, ако не го почувствуваш мирисот на ресенското јаболко од најубавата рајска градина во светот, ако не го видиш излогот на Преспа, градот Ресен, ако не ја слушнеш ресенската староградска песна, ресенската серенада, ако не ја видиш јаболковата градина на царот и царевиот двор во Ресен, ако не прошеташ низ ресенските сокаци, патциња и современи улици во Ресен, не ќе можеш да прошеташ ниту низ Петрино, Илино, Стипона, Асамати, Арвати, Болно, Горно Крушје, Збишије, Јанковец, Козјак, Горна и Долна Бела црква, Езерани, Покрвени, Локодери, Лавци, Шурленци, Штрбово, Брајчино, но и Љубоњо, Прељубе, Горно и Долно Дупени, Стење, Курбиново, Сливница, Коинско и Крани. Моите домаќини, моите ренџери, кога ми говореа дека од моментот кога човек ќе заплови по Преспанските езерски води, по Преспанското езеро и Преспанското крајбрежје, тогаш ќе ја почувствува и види сета раскош и сета убавина на Преспа, тогаш ќе ја види сета ренесанса на Преспа, сите минати времења и настани, запишани, насликани во големите преспански езерски води, во едно од најубавите тектонски езера на Балканот, водите на големото Преспанско езеро, со вкупна гледалска водна површина од околу 280 квадратни километри, долг околу 30 километри, широк околу 17 километри, најдлабоко во увалата Глобочица со 54 метри, во понорот Завир, во островот Голем град, распослан како голема школка
среде Преспанското езеро е единствениот и пуст остров во Македонија, скриен во езерото, со остатоци од населби од неолитот, хеленистичкото и римското време, со некропола од римскиот период и средновековието, како и со откриените 6 цркви од некогаш постојните 12. Со предпоставка дека во античкиот период тука живеело македонското племе Орести, со кое сведочат ископаните гробови на свештеници. Со континуиран живот од 20 века и манастирски живот кој се одвивал од 10 до 14 век. Остров, каде што на југозападните Пештерски Карпи се наоѓа глаголски напис со флоренски крст, како најстар пишен споменик во Преспа од времето на просветителската дејност на Свети Климент Охридски од 9 век. Остров каде сега се наоѓаат црквите Свети Петар и Свети Димитрија, како и ранохристијанската базилика од крајот на 4 и почетокот на 5 век, од кој се откриени остатоци од поден мозаик. Островот каде има 9 археолошки локалитети, главно остатоци од цркви и стамбени објекти градени од 14 до 19 век. Голем град е посебна атракција како резерват од ретки билки. Богат е со растителни и животински видови, од кои некои се ендески, а спецнаците за флора и фауна по барање на УНЕСКО моментално вршат нивен попис. На површина од 20 хектари успеваат да обстанат различни ретки видови растителен и животински свет. Тишината на мирното езеро и звукот на инсектите едноставно ја нарушуваат јатата од стотици корморани. Островот е дом и за патките, ластовичките, пеликаните. Пеликанот како една од најкрупните птици кои екзистираат на вода, главно во потоплите краишта, кај нас го има единствено на двете Преспански езера, големото и малото. Секоја година во периодот од 15 април до 15 октомври во јата од над стотици птици. Другиот годишен период го минува во јужните предели на земјината топка. Но островот има уште едно име. Некои го нарекуваат Змијски остров поради вриежот од влекачи, пред се змии кои ги има од двата вида. Во Карпите до водата живее змијата белоушка, која не е отровна, а во горниот дел од островот може да се сретне отровната змија поскок. Голем град е дел од Националниот парк Галичица. Од 14 јули 2008 година Голем град е отворен за посетителите. Направени се камени патеки и поставени се патокази со информации за посетителите на македонски и на англиски јазик. Постојат многу легенди за островот. Една од нив кажува дека царот Самуил имал ќерка Преспана, која живеела во крајбрежното село Царев двор. Била надалеку позната по својата мудрост, убавина и храброст. Кога разбрал еден византијски дворјанин, според некои преданија на цар Василий, решил да ја побара нејзината рака. Кога дошол по неја, не сакајќи да стане сопруга на противникот на нејзиниот татко, Преспана се фрлила во езерото. Од тогаш до ден денешен тоа езеро се вика по неја Преспа. Една друга легенда вели дека крали Марко, додека се шетал покрај Преспанското езеро, посакал да го види и езерцето Мала Преспа. Се качил на еден камен и така силен и на него оставил отпечаток од стапалото. Тоа парче карпа и денес стои таму, на граничниот премин со Грција, кој го носи неговото име и привлекува голем број туристи. Велат, ако го ставите своето стапало, ќе забележите дека Марко сигурно носил обувки барем од број 90. Повеќе по езерската шир, Преспа се отвара пред мене, како небо после невреме. Пловејќи по езерската шир, како да патувам низ историјата. Пловејќи по езерската шир, човек ќе почувствува како пред него да се движат народи и цивилизации. За да го доживеете ова, дојдете во Преспа. Започнете и вие ваша приказна од врвот Магара. Продолжите ја пловејќи низ преспанските езерски води, покрај езерското преспанско крајбрежие. Јас, драги мои,
остануваме натаму во Преспа, а дел од приказните од регионот Преспа, заедно со моите домајкини, единицата на локалната самоуправа, општина Ресен, од Ресен, и ренџерите од Ресен, ќе ви доловиме во наредните неколку документарни патеписни емисии што ќе следуваат.